50 деца од Тетово и Тетовско своите први фудбалски чекори ги прават во обновената фудбалска школа на најстариот фудбалски клуб во Македонија, Љуботен од Тетово. После пауза од деценија и пол пред 2 години повторно почна да функционира фудбалската школа на најстариот македонски фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Во неја членуваат 50 млади фудбалери кои се надпреваруваат во детската лига на Фудбалската федерација на Македонија, како и во регионалната полошка лига. За развојот на младите фудбалери се задолжени двајца тренери. Поранешниот капитен на ФК Тетекс како интернационалец во Германија Стечко Мисајловски и поранешниот младински репрезентативец на Македонија Ивица Радонјич. Активностите на нашата младинска школа, која започна пред некоја година, да речем, со реорганизација, започнавме со оние најмлади категории за играчи кои што настапуваат во онаа детска лига. Од минатата сезона веќе играме и во онаа регионална лига за поголеми дечиња. Тренинзите се одвиваат во 2 смени, работиме утрински тренинзи, работиме попладневни тренинзи во зависност од како се децата во школа. Амбициите и планот е понатаму да го развиваме, да ја развиваме младинската школа со нови генерации, помлади пионери, кадети и младинци во иднина и он природен процес да стигаат играчите до првата екипа на Љуботен. Во моментов членуваат 50 на деца, да кажам, во овој момент. Повеќето се оние најмали генерации, има 20 и во поголемите генерации, кај што играме во регионалната лига, која е во покровителство на Фудбалската федерација на Македонија. И како што кажав, очекувам тенденцијата на прилив на играчи да расте со текот на наредните месеци, како ќе се подобруваат и како што ќе се подобрува инфраструктурата за работа, со оглед на тоа дека пред 20 на дене започне реконструкцијата на стариот градски стадион, каде што ги одвивавме овие тренинзи, така да очекувам дека со реконструкција и на тој терен, дека уште повеќе дечина наредниот период ќе се зашленат во нашиот клуб и ќе пробаат да ги совршат своите вештини, да постанат идни професионални играчи, да кажам. Целта на младинската школа е во иднина да почне да произведува фудбалери за првата екипа на Љуботен, а најголемиот проблем со кој се соочува во моментов, како и останатите екипи од Тетово, се терените за тренинг и играње на надпреварите.